И денес во емисијата имаме нешто навистина посебно. Кога велам посебно, нашиот колега Никола Станков беше во Археолошкиот музеј на Македонија. Претходно имавме и соговорничка токму таму, директорката на Археолошкиот музеј, која што ја најави всушност новата поставеност во музеот и се разбира сето тоа дел од граѓаните имаат можност да го видат досега, а јас додека се канев да го видам, изгледа сега прв пат на телевизија ќе го видам во оваа репортажа. Да, таа ексклузивна можност ќе имате и сите вие граѓани ширум нашата република, па и надвор од границите на Македонија, да ве поттикнеме можеби како причина плюс да дојдете и во живо да ги погледнете сите експонати кои што се и нови откритија во изминатата една година, како да речеме експонати од локалитетот Корошишта во Охридско и секако ќе дознаеме што откриваат тие за животот на древните жители од тој регион. Па во продолжение уживајте во празничната прошетка низ времето, историјата и археологијата од минатото што не обликува до секако богатството што не обединува. Не може да прошетате по кеот на Вардар, а да не ја забележите импресивната градба. Домот на македонската историја. Археолошкиот музеј на Македонија во Скопје. Музеј кој по темелната обнова повторно ги отвара вратите за посетителите, блескајќи во полн сјај и со достоинство, како што доликува на македонската историја. Нашата ексклузивна тура низ музеот започна на самиот влез. Таму не пречека директорката Магдалена Манаскова, со која тргнавме низ новата, модернизирана поставка. Добре дојде, Никола. Добро ве најдовме. Повелете. Обновувањето на музеот е процес што трае, вели таа. Наша цел е да овозможиме континуитет на работата, современ пристап и подобри услови за зачувување на археолошкото богатство. Се наоѓаме во делот од музеот кој што го презентира палеолитот. Пред повеќе од 50.000 години во карпистите предели во близината на село Здуње живеел еден од последните неандерталци на овие простори. Идејата на овој дел од нашата постојана музејска поставка е на посетителите да им прикажеме дека неандерталците не биле диви луѓе, во наводница, од приказните, туку тоа биле заедници кои што имале своја култура, заедници кои што го употребувале огнот, кои што приготвувале храна, меѓутоа кои што од алатките кои што се тука презентирани од камењата правеле многу специфични алатки што ги употребувале во секојдневниот живот. Можеме после палеолитот да продолжиме последната поставка која е? Следен дел од нашата постојана музејска поставка е помладото камено време или неолит. Ајде да видиме како изгледа тоа, може да се упати. Од првите чекори низ музејската поставка, чувството е како да патуваме низ времето. Нашата репортажа започна во одделот за палеолитот. По ова продолживме кон неолитот, периодот на првите земјоделци и создавањето на трајни населби, представен преку богатата колекција на грнчарство, алатки и нешта што ја раскажуваат приказната за животот на нашите предци. Се наоѓаме во следната етапа. Музеот е организиран хронолошки, така што од палеолит доаѓаме во неолит и ќе презентираме денес едни од најзначајните, може слободно да кажеме, заштитни знаци на македонскиот неолит. Тоа се овие антропоморфни модели на куки или кај пошироката јавност попознати како големата мајка од тумба маџари. Сега веќе се наоѓаме нешто повеќе од 6000 години пред нашата ера. Презентираме неолитот повеќе локалитети и две културни групи од Македонија. И како што споменав, ова е големата мајка од тумба маџари, која што ексклузивно може да се види во нашата постојана музејска поставка.
Тука имаме и други антропоморфни модели на куќи од други локалитети неолитски во Македонија и веќе до крајот на годината и условно кажано новата голема мајка ќе биде изложена во нашата постојана музејска поставка. Што е природно следно после неолитот кое стои на располагање на посетителите, а раскажува за нашата археолошка историја. Одиме во следната етапа од развојот, односно од она што го имаме тука како презентација. Тоа е бакарното време или енеолит. И ќе презентираме повторно само мал дел, затоа што во интерес на времето немаме толку простор да презентираме се она што изложува Националниот археолошки музеј од овој период. Да видиме како изгледа. Ајде. Во витрините посветени на историјата, посетителот се соочува со блесокот на македонската држава и култура низ вековите. Експонатите сведочат за животот на античките семејства, трговијата, занаетчиите и културната поврзаност. Првиот метал кој што човекот почнал да го експлоатира е бакарот. Излеговме од каменото време и влегуваме во времето на употреба на првите метали. Токму по бакарот, периодот од 4-тиот и 3-тиот милениум пред нашата ера го носи името бакарно време. Се карактеризира со употреба на, како што споменавме, нели логично, се изработуваат метални предмети од бакар. Меѓутоа, еве денес би сакале да презентираме дел од материјалната култура која што е многу карактеристична за енеолитот во Македонија, а тоа се едни препознатливи веќе и во светски рамки фигурини на женски фигурини кои што ги наоѓаме на неколку локалитети во Македонија, кои што символизирале плодност и имале култна намена. Нашиве кои што ги презентираме во Националниот археолошки музеј се од локалитетите Спанчево и Бурилчево од источниот дел на Македонија. Доминираат импозантните скулптури, накит, монети, сведоштва за уметничкиот дух и економскиот живот на тогашната територија. Прозиното време и сите они церемонијални предмети се дел од предпоставката на музеот, што имаме прилика да видиме тука, некој традиционален накит за тоа време. Така, имаме навистина богата бронзено-временска постојана поставка во нашиот музеј и многу е тешко за да одбереме што да издвоиме за презентација. Па се одлучивме во оваа прилика за една од најдобро истражените бронзено-добски некрополи во Македонија, а тоа е некрополата Димов гроб кај селото Уланци. И интересно за гледачите би било дека во рамките на нашата постојана поставка може да го видат и најстарото злато во Македонија. Тоа се наоѓа токму во ова витрина, се работи за златни наушници, меѓутоа имаме и игли и друг вид на накит изработен од друг материјал. А многу интересен е и ритуалниот појас, кој што е, како што може да се види, композитен ритуален појас изработен од двојни секири. Војната секира се нарекува лабрис и самата употреба на двојна секира во изработката на овој појас дава индиции дека се работи за предмет кој што е користен во одреден ритуал, поврзан со религијата во тоа време. Патувањето го сведочи развојот на духовноста, културниот идентитет, преку предмети од секојдневниот живот. Се наоѓаме пред реконструкција на гроб од железното време. Што е карактеристично за оваа гробница, да речеме, односно реконструкција? Да, ова е реконструкција на гробот број 15 од локалитетот Лисичин дол, кај селото Марвинци, Валандово, или кај нашите посетители, па и пошироко позната како Пајонската свештеничка. Многу богато женско погребување, кое што ги содржи и сите елементи на
тоа како во железното време ја практицирале нивната религија, односно нивните верувања. Многу интересно е што во една од Афионовите чашки, кои што биле дел од гробните дарови кај така наречената пајонска свештеничка, се пронајдени и остатоци од Афион, кој што бил користен во ритуални цели. Оваа поставка не потсетува на длабоките корени на македонската традиција и нејзината улога во формирањето на националната свест. Архајскиот период всушност е преодниот период помеѓу праисториските култури и класичниот период, поради, како што споменавме, богатите наоди од овој период. Овој дел од нашата поставка е засебно издвоен и презентираме навистина богата материјална култура. Тука би се осврнале пред се на накитот. Имаме накит од најразлични материјали и од повеќе локалитети. Во овој период спаѓа и познатата тетовска менада, која што е едно од најпознатите, па може да се каже исто така и заштитен знак на нашата археологија. Се работи за наод од гробница во Тетово и тоа е всушност танчарка, менада, поврзана со култот на богот Дионис, кој што во овој период бил многу почитуван на територијата на Македонија. Институцијата е стожер на македонскиот идентитет. Тоа е наша заедничка одговорност да се сочува ова непроценливо богатство за идните генерации, вели Манаскова. Класичниот период е многу богат, односно тоа е периодот кој што го опфаќа 5-тиот век па се до средината на 4-тиот век пред нашата ера. Се работи за време кога веќе се појавуваат првите историографии за кои што имаме пишани траги, сведоштва за тоа како и на кој начин биле организирани различни делови и сегменти од општествениот живот во тоа време. И се работи за еден период кога освен културата, уметноста, гледаме и значаен напредок во архитектурата, меѓутоа и во трговијата. По класичниот период следува период на војување, период на развивање на оружјето и период на драматични општествени настани представени и тука во археолошкиот. Токму така, овој доста турбулентен период зазема и доста голем дел од нашата постојана музејска поставка. Пред се поради бројноста на локалитетите кои што се истражувани, се работи за периодот по смртта на Александар Македонски. И ако досега периодите ги илустриравме преку религија, предмети за секојдневна употреба, накит и слично, да го илустрираме овој период следствено на тоа за каков период станува збор преку наоди на оружје. Едно од најкарактеристичните наоди кои што можат да се видат во нашиот музеј се, например, штитот од македонски тип, кој што е пронајден во село Бонче, Прилепско. Во истава витрина се наоѓа и меч кој што е карактеристичен исто така за овој временски период, меѓутоа и порано се работи за меч од типот на Махајра. Имаме врв од копје, меѓутоа и шлем, железен шлем, исто така многу карактеристичен, пронајден на исарот во село Марвинци. Манаскова нагласува дека заложбите на раководството, кустосите и сите вработени во институцијата, во соработка со централната власт, го донесоа музеот до позиција да биде најпосетуван музеј во Македонија за септември годинава. За многу кратко време се успеа да се реотвори вториот спрат, каде што се презентирани дел од периодите кои што веќе ги поминавме, меѓутоа и периодот, односно делот од поставката каде што моментално се наоѓаме, а тоа е богатиот така наречен римски период, односно дел од историјата на оваа територија во време на владењето на Римската империја, која оставила навистина длабоки траги.
во материјалната култура на македонската археологија. Дел од музеот е и сосем новата поставка на златните артефакти пронајдени во Корошишта. Откритие за кое слободно може да се каже дека е откритие на векот. Овој дел го отворивме со за нас една многу значајна изложба, а тоа се наодите од минатогодишното откритие на столетието, како што беше прикажано во медиумите, меѓутоа без нималку преувеличување, затоа што се работи за навистина исклучително откритие од архајскиот период, односно 6 век пред нашата ера, а тоа е некрополата во селото Корошишта во близината на Струга. Конзерваторскиот тим кој што работеше на овие наоди се надмина себе си, слободно можам да кажам, исто така без преувеличување, затоа што за толку кратко време публиката, мислам дека ова е прв пат во историјата на Македонија, публиката да може да види за толку кратко време наоди кои што за неполна година биле откриени. Имаме и фотографии во каква состојба се откриени и што е она што нашите конзерватори успеа да го направат за да го презентираме пред јавноста. Затоа што имаме наоди кои што досега не се пронајдени ниту на еден археолошки локалитет, не само во Македонија, туку и пошироко во регионот. Со обновената поставка, современото осветлување и процесот на дигиталната презентација, Археолошкиот музеј денес не е само чувар на минатото. Тој е жив сведок на континуитетот на македонската култура и историја низ вековите. Ова е приказната за Македонија, низ артефактите што зборуваат повеќе од 1000 зборови. Место каде што историјата дише, а иднината учи да ја цени својата оставштина.